Во студиото на Здраво Македонија подива часот се дружиме со професор доктор Бисерка Јовковска-Ќаева, специјалист пулмоалерголог Ана Дурловски, првенка при Македонската опера и балет во Скопје, и Благица Бутиковска, туризмолог и туристички пратител. Останете со нас до 11 часот. Часот и 11 минути. Велам добро утро во овој дел од емисијата за сите вас кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5. И се разбира ќе ве поканам да го проследите и денешното утринско издание се до самиот крај, да ги слушнете сите разговори кои што ќе ги направиме со нашите денешни гостинки. Некако оваа недела затиравме со женски гости, но нема да биде така до самиот крај на оваа недела. Знаете дека денеска дежурна екипа сме јас и колешката Верче. Верче вака официјално пред камерите гледачите да ти посакам добри ден и не е тешко да си Роберт, верувам. Така, ти благодарам многу. Да, ете малку денеска се дружевме од 8 часот, малку поинако, не дека пред 7 часот немаме вклучување, но малку на поразлична тема, но како што најавив во овој дел, ете денеска и колешката Цита рече имаме убава женска енергија, различни професии со кои што секако и со нив убаво ќе си позборуваме и верувам дека ќе го задржиме вашиот интерес да не гледате и да слушате сето она кое што го споделиме. Да се ги поздравиме уште еднаш, Цита. Да, обединивме 3 дами, 3 различни професии, повторно и во денешното издание, сосема различни теми. Едва чекам да видам како ќе се поврзете вие меѓу себе. Ќе започнам со гостинката до мене, професор доктор Бисерка Јовковска-Ќаева, која што е специјалист пулмоалерголог. Сум специјалист. Така е, добро утро и добре ни дојдовте. Добре ви најдов. Најпрви добар ден на гледачите и благодарност за поканата во оваа емисија. Навистина е убаво да се присуствува во вакво друштво и во ваква атмосфера, делово поштувачки и едноставно побрзо ќе помине и времето и подобро ќе се разговара и се дискутира за се што денеска ќе разговараме. Така, се надевам дека ќе успееме да задржиме пријатната атмосфера и покрај темата поради која што сте ни дојдена, нели загадувањето ни е една од причините поради која што сте тука и да видиме со какви здравствени состојби може да се соочиме поради истото и како се справуваат сите оние кои што веќе ги имаат проблемите, но нешто подоцна ќе зборуваме за тоа. Добро утро да и посакаме и на Благица Бутиковска, која што е туризмолог и туристички пратител. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ви благодарам на поканата и задоволство ми е што сум тука. Интересно ми ова туристички пратител. Ние сме научени туристички водич. Која е разликата? Има ли некоја разлика? Да, има разлика. Туристички водич, тоа се подразбира водич тука во Македонија, додека моето звање туристички пратител е дека водам со нашите групи во странство, значи со луѓе надвор од државата. Ето, одлично, малку појаснување за нашите гледачи доколку не знаеш што значи тоа, јас лично не знаев, едва чекав да прашам. И на моје огромно задоволство во утро со нас е Ана Дурловски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Како сте? Поводот за вашето гостување навистина прекрасен. Едва и успеавме да договориме, бидејќи ви е пребукиран овој декември, но навистина добро, така без склопот на околностите. Но навистина сум среќна дека сум тука заедно со вас. Денот ќе ми биде убав. Имам убаво ви започнува. Да. И имаме навистина зачудувачки многу допирни точки, 3 различни професии, а толку блиски. Толку блиски, точно. Се согласувам. Може да започнеме од вас, да започнеме со една убава тема, тоа се 25 години музичка кариера, уметност, она што вие го творите и го создавате. Неодамна имавте 2 концерти во Македонската опера и балет. Имам едно видео кое што го подготвивме од вас, но најпрво сакам да ве прашам што за вас значи овој јубилеј? Па видете, бројката како бројка за еден, зборам сега оперски пејач, е навистина значителна. Но морам да кажам дека таа заедничка прослава, ние всушност имавме заедничка прослава заедно со сопругот, но на сцена не бевме само ние и позади сцена не бевме сами. И кога навистина ќе видите искрено дека сите ја славиме уметноста и нешто на што можеме да се гордееме, навистина прекрасно. Да, имаме едно видео кое што го подготвивме да видиме како изгледаше барем мал дел од атмосферата таму за сите оние кои што не успеа да набават карти. Да ја погледнеме малку магијата, веднаш потоа ќе се вратиме и ќе зборуваме.
Да, единствена замерка, да речем условно, што можам да ја дадам е дека наистина многу малку материјал има од она што се случило на концертите кои што вие сте ги правили. И ова беше видео кој што го најдов на социјалните мрежи од Богдан Илиевски. Навистина благодарност до него што барем малку ни ја принеса магијата која што вие сте имале таму, но што се изведовте? Добро, прво да се оправдам. Се разбира. И на Вера кажав дека навистина, да, грешка е, имаме многу малку зачувани материјали и ретко се занимаваме со тоа да се фотографираме и да... Но би било убаво да имаме една архива, како што ја имаат нашите пријатели и роднини. Ама некако навистина секогаш сум сметала дека мигот е битен. Значи, во моментот што ќе се случи енергијата што ќе добиете, ова не може да се не може да се опише. Како што кажав, ова е информативно видео, но што навистина се случуваше и што ние добивме од публиката за возврат, за тоа нема така е. Верувам дека беше тешко после 25 години да се состави некаков репертоар за ваков сериозен јубилеј. Па добро, нас не беше тешко затоа што со Јур сме лоша комбинација. Зборам како тип на глас. Тоа да, разбирам. Ние сме практично две
спротивности, спротивни страни. Јас сум сопрани, тоа од највисоките сопрани, а тоа е бас од најдлабоките бас, како карактерна глас. Да. И во класичната музика и воопшто во класичниот репертоар има многу малку литература каде што не спојува, ги спојува овие два типа на гласа заедно. И затоа имаме ние во Македонија ги имаме двата гласа кои што 25 години совршено функционира. Да, секој на своја страна би рекол. Имало моменти кога сме се среќавале, но најчесто кариерите ни оделе паралелно еден покрај друг. Сега од таа причина и се одлучивме за еден ваков репертоар. Ова се македонски љубовни песни, кои што беа изработени, односно аранжирани за голем симфониски оркестар и навистина не е тоа, ете да кажам, само една македонска песна која што е позади подкрепена со симфониски оркестар. Навистина се аранжманите на Сони Петровски се толку издржани и толку се навистина имаат една голема уметничка тежина. Практично некои песни ја имаат и тежината на една арија. Тоа сега колегите можат да го потврдат, но зборувам сега кога ќе го гледаме ние од оваа страна е нешто што ни е познато и што сите заедно можеме да го славиме и да пееме, ама од друга страна е навистина многу уметнички издржано. И ете, тоа беше идејата, од таа причина да направиме дуети кои што и за тоа треба навистина да си мајстор како Сони Петровски, да успееш да не споиш, да звучи како што да звучи навистина хомогено. Да. Многу прашања имаме за вас, но да се префрлиме и на други теми, кај докторката. Загадениот воздух е нешто што за жал не станува секојдневие во овој период од годината. Па колку истиот во нашите градови директно влијае врз белодробното здравје? Така е. Сведоци сме на многу чести емисии, извештаи околу аерозагадувањето овој период и не само оваа година, години уназад. За жал, некако ситуацијата многу не се изменува на добро. Може би станува и полоша. И полоша, би рекла. Брзата индустриализација, градежништвото, сето тоа, значи, кое што се случува во секојдневието е главната причина за толку загаден воздух, особено во нашата престолнина, каде што и релјефот, поставеноста како котлина, провевот, ветришта измеѓу зградите, големи блокови, сето тоа допринесува да дојде до положување на бројните гасови, PM честички, за кои што многу често зборуваме овој период. Така да тоа е главниот виновник за толку лошиот и загаден воздух во нашата земја. Штетноста е голема, значи заради тоа што тука се присутни и млади луѓе, кај кои што е особено тешко, значи инхалирањето на штетните состојки како сулфурниот диоксид, азотниот диоксид, озонот. Тоа се честички кои што се ослободуваат при согорувањето на дрвото, на јагленот, се ослободуваат во издувните гасови од автомобилите. Знаете колку е оптеретен сообраќајот во овој период поготово, така да сето тоа допринесува до оштетување на респираторниот систем. Всушност тоа е прв на удар и би рекла дека најоштетени се младите. Прво младите, децата, бидејќи се работи за млад организам кој што се уште недооформен, значи белите дробови се уште растат, се развиваат со еден инкомплетен имунолошки систем. Сето тоа дополнително ја влошува состојбата. Тоа се промени кои што се случуваат кај дечињата, кај помладите. Истите такви работи се случуваат и интраутерино, кај децата кои што можат во тој период заради високите концентрации на овие материи, на овие газови да доведат до оштетување на белодробието, ментална ретардација и многу други промени кои што можеме да ги видиме после породувањето. Значи, тоа се
најтешка, најлошата, тоа е таа група која што е најоштетена. Најризична, да. Конкретно за дечињата. Кај нив белодробниот паренхим се развива, он е во развој и всушност при нанесените штети во белодробието, така се развива и расте и белодробниот паренхим и целиот граден кош, бидејќи на таа возраст е детето во развој. Тоа е за дечињата, а за возрастните секако е исто така голем проблем, бидејќи прво за тие кои што немаат некоја хронична болест, како што се астмата, хроничната обструктивна белодробна болест, може да добијат почетни знаци воспаление на респираторниот систем, бидејќи инхалацијата на овие гасови доведуваат до еден оксидативен стрес и ослободување на радикали, штетни радикали, кои што пак се причина за предизвикување на некакво воспаление на слузницата, на која понатака може да се налепат и овие PM честички кои што ги имаме и кои со својата аеродинамична линија и диаметар успеваат да навлезат длабоко преку слузницата во белодробниот паренхим, па дури да дојдат до периферијата на градниот кош, до плевралниот простор. Значи, тоа е тој дел во кој што тие навлегуваат и нормално остават своји траги. Значи, предизвикуваат едно благо воспаление, кај тие што се во почетокот со овие гасови, додека кај хроничарите, како што се болните со ХОП и астма и други белодробни заболувања, се надополнуваат тие промени, се надоврзуваат и стануваат уште потешки за болниот. Така. Постои ли решение, некако тема денес како имавме пред 7 часот, постои ли некакво решение според вас кое што би можело на некој начин во овој период, особено декември, јануари, февруар, некако како најизразено да е загадувањето, се намали? Би требало да се најде некакво решение. Во светот сме сведоци на впрочем, има и луѓе кои што се платени за тоа, кои што треба да водат сметка. Ние секако како доктори треба да помогнеме со сите овие кампањи. Апсолутно. Дали еве во кога загадувањето е најизразено наутро и навечер? Мора да се излезе. Што би било препорека? Повторно да се носат некои маски или доколку не се излегува? И колку тие навистина штитат? Да. Маските веќе ни се добро познати, знаете што од ковид времето. Но колку толку штитат сепак, значи. Или некакво шалче. Во толку многу загадени динови би било ли препорака да се носат така нешто? Како да не, секако, значи, секако повеќе. Има ли некои посебни маски кои што вие ќе ги препорачате? Па тоа се овие маски кои што, значи, за многу маски научивме во Ма мислам дека ни една маска не е доволно сигурна, значи. Да. Така да, не е 100% сигурна, но сепак од грубо да се заштитиме, би можеле да се носат маски или пак некакво шалче, марама, доколку се нема на располагање таква маска. Во секој случај, значи, треба некаква заштита. Но оно што би сакала да го кажам во однос на овие мерки. Јас можам да кажам еден пример на една година кога престојува во Токио, баш во овој период беше. Шетајќи низ улиците во центарот на градот, точно се забележав неколку продавнички места на кои што според кои се ориентирав. Наредниот ден, во малку подруго време, ја барам улицата, барам се околу, не можам да се препознам, не можам да видам што се случува. Знаете што? Цел еден булевар беше значи поставен на целиот тој булевар беа поставени столчиња, маси, луѓе си јадат, си пијат, се освежуваат. Значи буквално во оној период кога е многу загадено, се исклучуваат автомобилите, сообраќајот е многу намален и е направена една зона релаксирачка со место каде што нема многу издувни гасови, нема автомобили. Тоа ми остави така силен впечаток. Тоа е една од мерките што јас сум ја видела надвор. Веројатно постојат можности за пар, не пар или нешто така, да се намали бројот луѓето да се принудени да одат со автобус. Да, дефинитивно. Често пати сакаме да избегаме од скопскиот хаос, сакаме малку да прошетаме надвор тука, особено кога се новогодишните и божикните празници намени, да не речам. Па токму затоа ние и Благица ова утро тука со нас да ни каже кои се најатрактивните дестинации во Европа, каде има најубави новогодишни базари.
Па тоа е денес доста актуелна работа, нели луѓето сакаат посебно за празниците да посетат некои тие новогодишни Крисмас маркети, Така, нели, како Крисмас што маркети. се наречени. Јас на македонски. И изминативе години како се популарни и популарни. Да, секоја година се повеќе и повеќе и сега благодарение на новите авиолинии што ги имаме нели од оваа година, можат да се посетат повеќе од нив. Так. Доста од луѓето и сами знаат да се организираат, нели, баш поради тоа поврзување со новите летови, но има и доста понуди, нели, од агенциите, каде што се работи за целосен комплет аранжман, значи со превоз, со водич, посета на божикниот маркет и со пратител, секако, без пратител никаде не одиме. Да. Воедно да се видат и другите, нели, битни работи на тоа место што се посетува, не само новогодишниот пазар. Ние имавме сега Крисмас маркет тура за Париз, која што беше доста успешна, луѓето си поминаа преубаво, че се посети тој новогодишен базар, секако Ефеловата кула, Лувр и се ред што треба да се види. Да, кои се другите дестинации каде што македонците сакаат да патуваат и кои се можеби најдостапни за нас во смисла на финансиски моменти? Па, тоа е дискутабилно. Релативно е? Да. Значи, Или зависи од дестинацијата? Зависи од дестинацијата, секако зависи во кој период се оди. И кога се уплаќа? Да, кога се уплаќа. Платиме толку е поевтино? Обично кога се работи за овие Крисмас божикни маркети, според мене секогаш е подобро да се оди организирано со агенција, затоа што нели ние доста порано ги спремаме тие аранжмани отколку и понуди точно, да. Да, отколку индивидуално луѓето ако решат од денес за утре да патуваат, каде што би можело да кошта нели малку поскапо. Цената да биде поинаква, да. Што се однесува до кои се најбарани, најпосетени дестинации овој период, можам да ги издвојам Колмар, Страсбург, нели тие што се интересно познатите новогодишни базари. Да. Тука во близина исто Белград има еден успешен новогодишна бајка, така мислам дека му се вика темата оваа година. И секако адвентот во Загреб, тоа е доста популарен, доста посетен. Точно. Па луѓето одат и со автомобили таму. Па таму се наоѓаат. Што е олеснително. Инаку, исто во Грција има доста понуди за со автобуси од различни агенции, али сепак европските метрополи како Виена, Париз, Прага, мислам дека се секогаш најактуелни. Да, одлично е, им дадовме идеја на нашите гледачи доколку сакаат никаде да пропатуваат за време на празниците, а после ќе зборуваме странските туристи што сакаат да посетат овде во Македонија, особено во овој период од годината. Ана, ако ве навратиме во 2000-та година, каде што дебютиравте како Лучија, колку оваа улога ви беше присутна и знаевте дека ќе бидете ова што сте денес? Па добро, оваа улога и на некој начин е една од улогите која обележа мојата кариера до сега, бидејќи е една од улогите кои што најмногу ја имам изведувано. Специфично со тој висок регистар кој што е препознатлив за еден колоратурен сопран. И јас тогаш бев возбудена и со импресии од самата работа во еден театар и на еден проект. Така да немав многу нешто време да се занимавам што ќе биде во иднина, туку да го живеам моментот и да уживам. Нормално имаше таму и тешки периоди кога ќе видите или кога ќе сватите на некоја проба колку не знаете, во смисол дека колку некои работи поинаку сте ги гледали, но од друга страна последниот ден од кога ќе ги поправите грешките, сте благодарни за тоа што сте го научиле. Ама морам да кажам дека таа енергија веројатно никогаш повеќе нема да се повтори заради тоа што е нешто што е нешто што му се случува само на еден млад човек со цел ентузијазам и со секто незнаење што го има за и неизвестност за еднината. Така. Колку е тешко на сите оние проби, колку всушност вие вежбате за еден настап? Колку часови, дали секојдневно тоа го правите? Бидејќи грлото е апарат. Да, тоа е, би рекла, и најмалиот дел од нашата работа, заради тоа што навистина интензивно пеење со глас не се ни препорачува да е повеќе од 2-3 часа дневно, но целиот процес е всушност
нон-стоп се случува, нон-стоп во главата. Значи, од учење текст, од разработување улога, има некои, наречеме, специфични улоги, па ги барате улогите во луѓето кои ги среќавате. Тоа е барем мој некој начин. Со наблюдување на околината. Некогаш технички проблеми се решаваат со визуализација, например. Или повторување на текстот и запомнување со помош на некои алатки, да речам, од секојдневието. Ете, тоа е нешто што е нон-стоп еден процес што е во главата и така да апаратот, гласовниот апарат, всушност најмалку го користиме. И кога ќе видите една подготовка, да речеме, во театар, почнуваат пробите. Пробата почнува, да речеме, во 10 часот, и тој процес трае до крајот на денот, вклучувајќи го и бифето театарско, како попатна станица, и завршувајќи пробата повторно во бифе и повторно работејќи на проблематиката и односно на креацијата, нема да. Но внимавате ли постојано што пиете, дали се топли напитоци во вакви периоди? Еве сега загадување му ви пречи ли на гласот? Па точно тоа сакав да го кажам на темата која што разговаравте со докторката. Ние сме навистина професионално многу и приватно, но и професионално многу погодени од оваа ситуација. Директно сте изложени. Да, нашиот инструмент е глас. Не само гласот, целиот респираторен тек во нашето тело и секое отекување на слузница, секој вирус кој што е закачен за овие PM честички што додатно нели е налепен на целиот тој проблем. Да. Навистина ни е попречување во работата. Сега најбитно е со годините се справувате, да речеме, во настапите некој пат сте биле под настината и знаете како да многу често се случува, многу често се случува да не е се како што треба здравствено, но има нели ситуации со кои што може да се справите. Значи се додека гласилките се здрави и ете да кажам тие резонанци не се тотално блокирани, што значи носот да се уште да е во проток. Можеме да се справиме со задачата која што ни е дадена, но има навистина ситуации кога едноставно се е блокирано, гласилките не функционираат затоа што се задебелени или има сериозен некој ларингит. Тотално секрет кој што тотално ги блокирал резонантните патишта. Температура, ајде и со температура некако можете, ама ако овие две работи не функционираат, нема шанси, тогаш мора да се откаже представата. И тоа се случува, ние сме луѓе на крајот на крајшта. Жива материја, велиме. Да, докторке, мислам дека вечна дилема кај докторите е како да се не да се препознаат, туку да знаете точно дека овие симптоми се појавуваат поради загадениот воздух. Како ги препознаваат вашите колеги? Само накратко, додека сме се уште на аерозагадувањето, сакам да спомнам за загадувањето во внатрешните простории, во домовите, во халите, во фабриките. Тоа е исто така загадување кое што го имаат домакинките во услови на зголемен дим на цигари, во услови на горење на дрвото, на јагленот при приготвувањето на ручекот. Приближно 2 милиона и повеќе од 2 милиона според повеќе студии на луѓе во неразвиениот свет конкретно всушност оболуваат, односно умираат од indoor pollution, значи загадување во внатрешната средина. Никој не го спомнува тоа, тоа е капак на ова што се случува со воздухот и она што го имаме со преку дишењето што го примаме. Така да значи чист воздух само на планина.
Оние прочистувачи кои што во последно време Секако треба актуелни. да бидат несени во секој дом доколку се има можност, Се разбира, помагаат да. колку толку. Значи не е за подценување ни загадувањето на воздухот. Кој што се случува Да. дома. Да. Да. И Односно на симптомите како да само проветриме, само со прочистувач. Па со против. Веројатно тоа е И единственото на решение. колку е можно во зимскиот период кога е вака, значи Да. загадена атмосферата, да се престои, да се земат повеќе престои надвор, дел од годишниот одмор, да се користи во зимскиот период покрај езеро, покрај море или во секој На случај планина, на малку, планина, да се избегне она Ако ништо друго, па барем за комбинација. викенд. Секако, меѓутоа добро е да се направи и таков некој распоред за престојна почист воздух. Така. Благица, имаме многу кратко време до рекламите, аман да ни кажете кои се најатрактивни места во Македонија за посета во овој период од годината. Па и во цел период, цела нели да, година. преку цела година, носечки бренд на нашиот туризам е секако Охрид и Охридското езеро. Интересно. Иако имаме многу други места со многу висок потенцијал, треба малку повеќе работа и добра промоција и маркетинг за да привлечеме Затоа ве прашам. повеќе туристи, но секако има голем интерес и за Скопје. Посебно најголем број од туристите од странство што доаѓаат се од Турција, од Србија, посебно сега исто нели со летот Истанбул Охрид што го имаме како директна поврзаност, има доста туристи од Турција. Значи Охрид е најпосетено место, после доаѓа Скопје, главниот град. Секако нели тука има многу работи за што да се видат и што да се посетат, старата чаршија. Мене ме интересираат и сите оние скриени местенца кои што ги имаме, но мораме тука да направиме една кратка пауза за реклама и веднаш потоа ќе продолжиме со истото.